Вчерашниот театар на ВМРО-ДПМН со непочнување на дебата по извештајот на специјалното јавно обвинителство денеска се претвори во циркус. Очигледен е стравот на ВМРО-ДПМН од работата на специјалното јавно обвинителство и тој страв ги принудува да се однесуваат хаотично и дополнително да се заплеткуваат во небулозни ситуации кои значат само дополнително фрлање буџетски пари на граѓаните. Неделовничкото однесување на господинот Ѓорчев го чини пари ова собрание, меѓу другото и патни трошоци на пратениците кои вчера и денес дојдоа за седница на комисијата која неа ни започна. На сите ни е јасно дека стравот од одговорност за криминалот ВМРО-ДПМН ги принудува да бегаат од дебата по извештајот на господјата Катица Јанева, но и по извештајот на господинот Марко Зврлевски. Во текот на преговорите за Законот за специјално јавно обвинителство, Социјалдемократскиот сојуз бараше специјалното јавно обвинителство да поднесува извештаи во пократок временски период. Другата преговарачка страна бараше рокот да биде 6 месеци. Тогашната предпоставка беше дека на 15 март собранието ќе биде распуштено и ВМРО-ДПМН се надеваше дека извештајот на специјалното јавно обвинителство нема да се најде пред пратениците. Се надеваа дека собранието нема да има можност да дебатира за сите обструкции од страна на представниците на ВМРО-ДПМН во власта со кои се соочува специјалното јавно обвинителство. Се надеваа дека нема да се дебатира за несоработката на државните институции кои се под контрола на ВМРО-ДПМН со специјалното јавно обвинителство, за најавата на први обвиненија во најскор временски период, за започнатите предистражни обвиненија, предистражни постапки против високи функционери на ВМРО-ДПМН за прислушкување, изборни нерегуларности, злоупотреба на постапки по јавни набавки, незаконитости во финансирање на медиуми, даночно затајување, перење пари, незаконитости во постапки кои се однесуваат на градежни работи и друго. Денеска уште еднаш го повикуваме ВМРО-ДПМН да неа оневозможува дебатата по извештајот на господјата Катица Јанева, доставен до собранието пред една недела, а воедно да се стави на дневен ред и извештајот на господинот Марко Зврлевски, доставен до ова собрание пред 9 месеци. Воедно, господинот Ѓорчев го повикуваме да си го препрочита членот 121 од деловникот и да постапува во согласно со истиот. Ви благодарам. Имате ли прашање? Членот е многу јасен, ќе го отворите, таму пишува кој мора да биде присутен на седница на работно тело, кој не мора, кој може да биде повикан, но не мора да присуствува. Значи, многу е јасен, дури не ви треба дополнителни толкувања.